Лека ноќ, вие сте тука последни да дознаете. Ова се вчерашни новости. Лека ноќ и од мене. Паричките се веќе поделени. Кај мене за прв пат оваа година се падна кај човек и тоа кај мене Јована, морам да се пофалам, а бидејќи досега паѓаше во куќата, кај кучето и слично. А кај мене два пати падна во иста пита. Еднаш паричката што ја стави мајка ми и еднаш што ја ставиле во продавница. Како и да е, еве што ќе гледате во вчерашни. Ексклузивно, представник на Македонија Пат не убеди дека снегот не ги изненадил годинава. Вчерашни со препораки како да преживеете до формирање на новата влада. Откриваме како се снаоѓаат бездомниците зимава. Гостин во студиото македонскиот репрезентативец Владо Илиевски. Добре дојдовте во бесплатната мобилна апликација на Комерцијална банка. Плаќајте ги сметките брзо и лесно и вршете сигурен трансфер на средства, без трошоци или со 60% пониски надоместоци отколку на шалтер. Добивајте бесплатни известувања за секоја промена на вашата сметка. Инсталирајте ја М-банка од App Store или Google Play и пробајте ги сите можности со опцијата Демо корисник. М-банка, банка на дофатна рака. Почнуваме со една добра вест за сите државјани на Македонија. Нашата земја е меѓу 80 држави стрекиници на кои Белорусија им ги укина визите. Најголема добивка од ова ќе имаат младите кои ќе може да разменуваат своји искуства за продлабочувањето на демократијата, владењето на правото, како и за слободата на говорот во двете земји. Останува ваков потек да направи и Северна Кореја и конечно и ние да се отвориме кон светот. Агенцијата за млади и спорт го поништи распишаниот тендер за базен во Шуто Оризари пред еден месец, за кој беа предвидени само 730.000 евра. Баш така, Јована, ова е лоша вест за пливачкиот спорт во Македонија, но е добра за жителите на Шуто Оризари. Се разбира единствено ако владата се сети парите да ги пренамени за водовод, со оглед на фактот дека Шуто Оризарци, освен вода за пливање, имаат потреба и од вода за пиење. Хуман гест на кафулињата низ Скопје и низ Македонија, сакајќи да им помогнат на бездомните животни, ги отворија своите врати за да можат да се стоплат и да ја поминат оваа зима и енормно ниските температури. Огромна благодарност изразија Сдруженијата за заштита на животните и голем дел на граѓаните кои го поздрави овој хуман чин и ја поддржа акцијата. Големо задоволство изрази и пазарниот инспекторат, кој се надева дека ќе најде на отворени врати во истите кафулиња, затоа што ова дело е казниво со 3.000 до 5.000 евра. Некој згрижува животни, а други казнува тие што згрижуваат животни. И додека трае ова, бездомници низ улиците умираат. Или понашки кажано, баба гори, село се чешла. Останува да се надеваме дека идната зима ќе грее сонце, па никој нема да има потреба да се грижи за бездомниците. Почна светското ракометно првенство во Франција, на кое учествува и репрезентацијата на Македонија. За таа цел ние имаме македонски репрезентативец во студио, кошаркарот Владче Илиевски. Мартин 99 ќе го води разговорот. Мартин? Да, Јована. Владче штото го пристигна во студиото и се надеваме на одличен спортски разговор со него. Инаку, за да ги подсетиме гледачите, Владче Илиевски е струмичанец, висок е 188 сантиметри, тежеше 84 килограми пред празниците, но во моите очи тој е гигант со уште по-гигантско срце. Сите го паметиме по неговиот настап против Литванија. Може би на друг натпревар за 3 тројка! 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 Но, освен за репрезентацијата, тој има играно и за Монтепаски, Лотоматика, Локомотив и уште неколку екипи што ги прочитав на интернет, но тешки ми се за изговарање, а од лани тој потпиша и за Работнички. Останете со нас во спортската рубрика да го проследите интервјуто. Јована? Фала ти, Мартин. Ние продолжуваме со вчерашни. Не го менувајте каналот. Вчерашни во потрага по прашањата кои ги интересираат многумина македонски граѓани. Кога Македонија Пат ќе ги направи патиштата проодни и кога ќе почне нормално да се одвива сообраќајот во втората најбрзо растечка економија во светот? Со нас е представникот на Македонија Пат, господино Горан. Он ќе ни каже каква е состојбата со патната инфраструктура у Македонија. Господине Горан, што се дешава со снего? Какви вести ви имате за луѓето? Видете, ние Македонија Пат имаме добри вести, но за жал имаме и лоши вести.
Па ај прво со лошото да почнеме. Може. Граѓаните знаат дека ние Македонија пат лавовски се бориме со снегот, како двоглав лав, меѓутоа не сме очекувале од другата страна снегот да се бори како тигар, така да би апелирале граѓаните да не излегуваат со кола, да не излегуваат со пешки и да не излегуваат во глобала воопшто, освен ако немаат некоја потреба, а и да имаат потреба пак да не излегуваат. Меѓутоа, тука место за паника нема, затоа што ние вчера веќе сме објавиле нов тендер за набавка на машини и технологија за отстранување на снегот. Затоа, ако може граѓаните нека бидат малку потрпеливи и ова со снегот ќе се рачистува најдоцна до мај има да биде цакум-пакум со снегот. Па, господине Горан, тоа уопште не е лоша вест. А добрата која? Па, ми се роди син вчера. Многу сум среќен. Да е жив и здрав. Полека по патот кај болницата. Да, ќе пазим. Фала ви тен. Петар, очигледно солта што ја фрлаат надлежните не функционира. Токму така, Јована, според мене институциите треба сериозно да размислуваат на хималајска сол. Знаеме дека на Хималаите температурата е секогаш далеку под -6 степени и не може едноставно солта да не функционира. Одлична идеја, колега. А ние продолжуваме со вчерашни. Министерството за здравство, односно Комисијата за оперативно спроведување на активностите од акцискиот план за заштита на здравјето на населението од студено време, или скратено КОС-ААП-ЗЗНСВ, излезе со препораки за граѓаните. Да ги проследиме препораките од портпаролот на КОС-ААП-ЗЗНСВ. Прва и можеби најважна препорака од овие зимски совети е сите граѓани да конзумираат мрсна исхрана. Особено оние граѓани кои што се заглавени на патишта. Има граѓани ќе заглават 15, 16, 17 сати на патишта, не пцујат, ќе си извадат од касетата сланина, куленче, кашкавалче, ќе си каснат, не пцујат зошто не исчистиле, зашто нема сол, си има сол во сланината, тоа е сосема доволно и ова би била прва и најважна препорака. Втора и не помалку битна, би рекол, препорака е избегнување на секаква физичка активност. Значи, доколку заглават граѓаните со своите автомобили, да не џогираат околу своите автомобили со нозе на своја рака, со раце, значи со голи раце на мразот, склекови да не се прават, да се избегнува безпотребно дишење, знаете што го правиме на отворено, ако мора веќе да дојде до правење на склекови, да не се плази јазикот на мразот, може да дојде до залепување. Третата препорака се однесува на болните лица. Значи, доколку морате да кивнете, а ви се кива, да се избегнува овој захват, затоа што, нели, како што кажа сега пред малце режисерот, пола оди во рака, пола бега од тука. Значи, според здравствена организација, светска здравствена, по правило би требало да се кива вака. Се поставува лактот под 90 степени, се поставува носот тука и тука се кива. Тоа апелираме граѓаните да ги следат препораките, ние сме постојано на терен и тоа би било тоа. А да ги тргне политичариве, суетиве, горе, тише се! Ве народов долу одмак ќе си најди платформа, заедничка! Господин Илиевски, ако може да ми се подпишете, еден автограм ќе ве молам. Сега ја бараме нашата колешка Лешник. Таа е на терен, па да видиме каква е состојбата на патиштата и движењето на автомобилите низ земјава. Слободанка, како што можам да забележам, по коловозите е одлично. Да, студио, по коловозите е одлично. Јас моментално се наоѓам на магистралниот пат Скопје-Велес и можете да приметете дека ситуацијата тука е доста стабилна. Со мене има еден возач и он ќе ни каже како е работата. Да ве прашам, одека идете и како е по патиштата? Од Прилеп дојдам јас, патоите се одлични. Плетваро малце само така има залутани возачи, ние малку појче пазиме и така. А колку долго патувате? Па патуваме негде 5-6 сати. Па логичко. Да немате некој проблем со колата ви? Немам проблем со колата. Колата е затрупана у снег, секако. Јас си почитувам зимска опрема, ти кажам. Добро, па со среќа. Пријатно, фала, се убаво. Се најубаво. За вчерашни Слободанка Лешник. Но
Многу општини низ Македонија оваа година направија хуман гест и ги откажаа новогодишните прослави за парите да ги донираат во хуманитарни цели. Сепак, додека кај некои општини е јасно каде отидоа парите, во други тоа се уште е нерешена мистерија. Најтранспарентна беше општина Виница, која сите 250 денара од откажаните прослави ги донира на семејството Марковски. 200 денара за храна и пијалоци и 50 денара за такси, за градоначалникот и новинарските екипи кои беа на место на настано. Општина Куманово пак ги потроши заштедените средства за музичка вечер за социјалните случаи. Многу социјални случаи со радост ја дочекаа оваа вест, велејќи дека во вакви тешки времиња најтешко издржуваат без жива музика, додека без струја, грејење, храна и лекови некако се може. Што се однесува до градот Скопје, дел се потрошија за плетење джемпери на посадените палми, а некои се пренасочени и на купување на една кабина од панорамското тркало, во која социјалните случаи ќе може да се возат бесплатно. Останатите средства не знаеме точно за кои социјални цели се потрошени, но им веруваме на властите. Да, Јована, и добро е што им веруваме, бидејќи во ова ладно време многумина знаат да речат дека на бездомниците им е најтешко. Заборавени од државата и општеството, тие ладните денови и ноќи ги поминуваат криејќи се по напуштени објекти. Но дали навистина е така? Вчерашни направи интервју со бездомни кој веќе 4 години живее на скопските улици. Како живеете на ладното, тешко ли е? Види, девојче, уште старите викаат на ладно пубаво се спие. Ја лично имам другари кои што уште спијат со отворен прозор, има и луѓе кои што не греат дома, например ја. Гледам дека духо не ве напуштил уште. А што правите околу храната? Види, ова време од годината ние го викаме шведски јастал. Тоа ти е за празници народот фрла се и сешто. И пошто е кај нас е ладно као фрижидер, ништо не ни се расипува. Мада би се обратил на камерата само да престанат луѓето да фрлат бразилски ГМО копани, пошто се многу штетни за здравието. Задоволни ли сте од надлежните? Презадоволни сме од надлежните. Ја живеам онда кај мостот, кај плоштадот и оваа година немаше забава, да ти кажам, се наспав за сите пари се наспав. Ама парите дали ви беа донирани? За парите 3-4 пати ме контактираше уствари град Скопје, а и кој ми е крив сега? И ја што немам трансакцијска сметка, али за тоа ми поставија канделабри и сега секоја вечер јас можам да читам книги колку сакам, мислам. Сега за празниција плуштове слободен сутепав од читање. Преубаво, преубаво, фала ви многу. Фала ти. А бек ги тргне политичарите суетиве горе тиеше се. Ве народов дом одма ќе си најди платформа заедничка. Господин Илиевски, ако може да ми се подпишете, еден автограм ќе ве молам. Добре дојдовте во бесплатната мобилна апликација на Комерцијална банка. Плаќајте ги сметките брзо и лесно и вршете сигурен трансфер на средства, без трошоци или со 60% пониски надоместоци отколку на шалтер. Добивајте бесплатни известувања за секоја промена на вашата сметка. Инсталирајте ја М-банка од App Store или Google Play и пробајте ги сите можности со опцијата Демо корисник. М-банка, банка на дофатна рака. И како што најавивме, денеска гостин е човекот кој што ја донесе многу радост на македонската нација. Еве, пред да го започнам ова интервју, може би малку непрофесионално од моја страна, ама ќе побарам автограм. Господин Илиевски, ако може да ми се подпишете. Ви благодарам, господин Илиевски. Можете и Владко да ме викате, слободно. Ви благодарам, Владко, што ми дозволивте да ве викам Владко. Еве, веднаш започнам со едно прашање што мене многу ме интересира. Кажете ми, што ви се вртеше низ глава моменти пред тројката? Молам? Па пред тројката, она легендарната тројка, моменти пред да ја дадете, што ви се вртеше низ глава? Извинете, јас не очекував вакви прашања, со тројки никогаш не сум се бавел. Ајде кажете ми, од вашите мали нозе, што ве натера да станете кошаркар? Значи, од каде таа... Господине, не сум јас кошаркар, јас сум пејач. Абе, ајде. Јас сум пејач. Да? Да. Нормално е, па сите пееме, па и ние пееме кога ќе победите, и вие сигурно пеете и во соблекувална, и после надпревар, и све, мене, се тоа ми е јасно.
Сакам да кажам, не сум тој што мислите дека сум. Имате грешка. Ја искрено мислам дека вие сте херојот на македонската нација. Нели сте херој? Па да, јас сум херој. Мислам, не сум таков херој како вие што мислите. Јас не сум Владко од кошарка. Јас сум Владко од морал. Па нормално дека си морален дечко. Ја знам и кога мора и кога не мора, и ти си морален и мора тројка ти тројката одма. Ама сигурно си играл и баскет. Да, сум играл еднаш. Ете, не те викам ја за џабе во вчерашни. Баш мене ми е омилена четвртата од овој албум. Песниште. Така требало да биде, да. Него кога си во вчерашни, више кажи ми, настапуваш ли по кампањи? Политика не ме интересира. Дај некое друго прашање ако има. Па нема. Фала што беше гостин во вчерашни. Ти посакувам уште многу тројки. Ти посакувам уште многу албуми, се гледам. Фала исто и ке вас. Врие во Сојузот на синдикати на Македонија, и тоа не на убав начин на кој порано сите синдикалци се собираа и вареа граф за 1 мај. Претседателот на Сојузот е затворен во зградата, а пред зградата се наоѓаат синдикалци кои сакаат да влезат во истата. На терен го имаме нашиот репортер, кој да е. Температури длабоки под нулата, некои се во студио, а некои се на ладно заедно со синдикалците. Синдикалците се обидуваат да влезат во зградата на Советот на синдикати. Натре е директорот господинот Митревски, кој што не планира да се симне. Тоа буди револтка и луѓето кои што се собрани овде. Ке се обидеме да добиеме одговор зошто сакаат да влезат во зградата. Извинете, господине. Извинете. Едно прашање. Зошто сакате да влезете во зградата? Ти ден се дојден тука ме запрекаш. Не, јас сум дојден за да ги пренесам вашите ставови. Дали може би е причината нерегуларното продолжување на мандатот на претседателот Митревски или може би укинувањето на 4 синдикати? Смрзнав, ладно, кочане, камене, како сакаш кажи го, значи види, нелегитимен човек, нелегитимен, унатре на топло, а јас сум легитимен. И ово, сите сме легитимни, а на ладно сме, нема смисла. Ние сакаме да им помогнеме на вработените, на тие таму останатите, ама на ладно не се помага, не можеме. Добро, фала. Во разговор со други синдикалци дознавме дека господинот Митревски заедно со свитата, како што ја нарекуваат нели овие луѓе, ги имаат климите пуштено на максимум, со што го имаат раскичменето грбот на синдикалците кои што се овдека на ладно. Студио? Благодариме, Ланче. А во меѓувреме со реакција на овој прилог експресно се јави Живко Митревски со SMS порака. Пораката е со големи букви и вели вака. Не е точно дека климите се на максимум, шпекулираат, се грееме на греалки и нема место за сите во зградата. Поздрав! Сите сме во исчекување на тоа дали мандатарот Груевски ќе состави влада и ако не состави, што би се случувало и кој би составил. Неизвестност и страв владее за иднината кај голем дел од населението поради неможноста да се формира влада и како тоа ќе се одрази на државата. Еве како треба да постапуваат конкретни категории граѓани за да се справат со оваа неизвестност. Психолошки совети за новопечени богаташи и политичари од втори и трети ешелон. Оваа група во моментот страда од клаустрофобија или страф од затворен простор со повремени панични напади и параноја. Овде веќе здравствена книжка не помага, а и партиската книжка не делува. Потребно е секојдневно вежбање со прошетки во круг и туширање исклучиво со течен сапун. Психолошки совети за администрација. Оваа група може би е најмасовно погодена од неизвестноста. Тие главно патат од страф од летање, и тоа страф од летање од работа. Морам да потврдам дека стравот им е реален, но во овој случај постои еден едноставен лек. Тоа е сончоглед. Освен оралната употреба на сончогледот, исто така се препорачува и вртење кон сонцето. Психолошки совети за студенти. Неизвестноста кај овие млади индивидуи раѓа страф од иднината и го активира нивниот систем за преживување, кој што може да се развие во два правци: борба или бегство. Тие што ќе се решат за бегство, им ја препорачувам книгата Не свртувај се, сине. Психолошки совети за пензионери.
Оваа група во периодов најмногу страда од страв да не им се случи старата еврејска клетва да имаш па да немаш. Тие живеат во страв да не го изгубат бесплатниот превоз, особено бесплатното скијање. Иако причините не може да се отстранат, може да се лекуваат симптомите. Им се препорачува исклучиво бесплатно бањско лекување. Тоа беше се за денес. А куварите од регионот се собраа да состават заедничко мени. Какви специјалитети ќе понудат, ќе видиме од следниот прилог. Почитувани гледачи, се наоѓаме во најреномираниот ресторан Каједи. Голем број на локални готвачи се собрани од регионот за да ги прикажат своите кулинарски способности. До мене е еден од главните готвачи, кој што ќе ни каже што ни подготвува за денеска. Што подготвивте за денес? Пред да кажувам што сме подготвиле, сакам да кажам дека сме се собирале од регионов. Тука сите што сме кувари и правиме едно големо мени, кое што има да биде ит во нареднава година, да не речам 4 години. И така. И све што тоа сме го спремале, ќе го ставиме на една маса. На шведска маса? Не, шведска маса... Округла? Не бе, како импровизација, така ни даски. Платформа? Даски, и со ногарки платформа, така е. Добро, ама кои специјалитети ги нудите на таа округла маса, тоест на таа платформа? Па има свашта, мислим, тука имаш елбасан тава, имаш печка шницла, имаш струшки ѓомлезе, имаш тетовски граф, имаш амерички батак, имаш дебарски суџук, али главно од све е јазик, односно по-конкретно 2 јазика. 2 јазика, тоа имаш покрај свински, ки има и овчи, да можат и македонци, албанци да го јадат. И тој не го делиме, тој иде у пакет. Сега на македонец за почеток може да му биде малку љуто, знаеш дека тоа има многу зачин, али ќе се навикнува он. Ако не се навикнува, ќе го менјаме тоа устав. Мислите уста? Да, устав ќе му го менјаме и тоа мислим. Има навика е тоа, се навикнува човек, знаеш. Добро, но дали имате побарувачка на сите овие специјалитети? Дали имате луѓе кои што ве посетуваат? Па види, не, ова е ново мени уште нема, али беше овој што беше премиер порано, дојде да го гледа мени и дали му се цените, знаеш, дали му беа високи, да не нема пари, не верувам. И неке да го ја му викам, земи го бе другар, друг пат ќе платиш, друг пат земи го јади. Не ќе си отиде. Али мислим дека ќе се пишмани, пошто ако не го прифаќа тоа, ако не јаде, знаеш, може да му направи она затвор. Така да мислим дека ќе биде окей. Ви благодарам многу. А сега се префрламе таму каде што и царот оди пешки. Се зезам. Одиме во студиото 83. Таму е Мартин 99 со рубриката Граѓаните прашуваат. Добро вечер. Вечерашен гостин во рубриката Граѓаните прашуваат е господинот Али Ахмети. Мир Брама Зоти Ахмети. Граѓаните сакаат да знаат дали ќе коалицирате со ВМРО ДПМН. Сакате да кажете дека некои прашања не заслужуваат одговор? А со СДСМ? Добро, некогаш и немањето коментар е коментар, но ајде сега да се префрлиме на прашања од платформата. Според вас, дали мислите дека треба да се направи платформа за скијачите горе на Церипашино? Добро, молчењето е злато. Ајде малку да му дадеме динамика на разговоров. Еве, гледачите ги интересираат теми од типот коалиции, па влади, па бомби, па внатрепартиски теми. Тоа е тема... Сега, овие се теми на кои ме потребен еден помирен пристап, пристап со поголемо внимание. Ајде опуштете се. Просто е, сум ве поканил, значи јас ќе ве прашувам, вие ќе одговарате на прашањата. Па дајте, господине, се работи за взаемна доверба. Не, ево прашање колку ние си веруваме еден на друг, бидејќи да бидеме пореални. Во ред, готово. Тука ќе ве прекинам. Ме измачивте, Зоти Ахмети. Се надевам дека нема да се видиме повторно. Па 99, зашто да не се видите?
мислим. Ај баш ке видиме. Лидерот на неопределените ексклузивно за вчерашни излезе со платформа. Да погледнеме. Ние, представниците од најбројната партија на неопределените на Македонија, поштовајќи ја волјата на сите гласачи изразена на 11 декември во духот на Уставот, законите, Пржинскиот, Охридскиот и сите други што се договори, посветени на просперитет и долгорочна стабилност на Македонија, ја донесовне оваа платформа. Ова е платформа! Тука ќе не бери сите една шака луѓе сме. Шо е то се ќе правиме албанска платформа, македонска платформа? Абе луѓе сме, истите сме. А ги стајат тие само политичарите суетиве што се горе, луѓето сами ќе си најдат платформа. Абе ги тргнат политичарите суетиве горе, тие што се. Бе народов долу одма ќе си најди платформа, заедничка. Една шака народ не море. Шо е се, 100 платформи ќе правиме? Ето кој ги делете луѓето по платформи, за шисти мак имет сите. Сега морат да прекинам со платформа овде, заш морат по нужда да одам. Мала или голема? Молим? Голема или мала? Мега, од тој ќе настави. Хај, чао! Јована, пази сега. Време е за... Време е за времето. Одлична најава. Лека ноќ. Како што рекле старите римјани, дома е каде што ти е границата. Но за оние непослушните, старите римјани рекле, сите патишта водат до травматологија. Температурите надвор ќе се како коефициентот на интелигенција на оние што веруваат дека земјата е рамна. А во најтоплите интервали, животот од термометарот ќе се искачи до бројката на интелигенција на оние кои може да речат сечени, лепени и монтирани. И при тоа да се сериозни. Што значи температурите ќе се длабоко во минус? Не излегувајте од дома ако немате билет во еден правец и иселеничка виза. Биомето, полно. Ако сте Македонија пат, затоа што месецот ви е полн со изненадувања. Добро утро, се гледаме следната недела. На самиот почеток на вчерашни една убава вест. Македонија пат е кандидирана за зимските олимписки игри. Еве го деталниот план. Спустот би се возел на патеката Плетва Росоман, велеслаломот, алпските скијачи ќе го возат на патеката Стража Кичево, мечевите во хокеј би биле на паркинзите во Скопје, а финалето би се играло на Дојранското езеро. За боб санкање е предвидена Кучевишка река, додека уметничко лизгање ќе се води околу споменикот Воин на конј на Скопскиот плоштад. Со надеж дека апликацијата ќе биде прифатена, ви посакувам добро утро. Тоа беше се за вчера. Останете чекор за сите. Добро утро и од мене.